28 студенти од повеќе европски земји од денес студираат во Штип. Тие се дел од Еразмус Плюс програмата, а во Штип ќе престојуваат еден семестар. Студентите првиот час го започнаа со запознавање и со споделување искуства. Се со цел да им биде јасно што значи да бидеш Еразмус студент. Кои се бенефициите од оваа програма, токму студентите кои што биле еден семестар се главните актери во овој ден и тие ќе го пренесат своето искуство, ќе работат со нив и ќе помагат во целиот процес при Еразмус Плюс програмата. А ние како одделение и како универзитет постојано ќе работиме да ги мотивираме и да бидеме тука за нив. Стекнување со поголемо искуство и добро образование, а освен ова и запознавање со традициите и културата на Македонија е основниот императив на странските студенти. I'm studying medicine. Јас сум студентка на универзитетот во Билбао, во Баскија, и одбор во Македонија бидејќи ми звучи како различно место и мислев дека ќе биде добро искуство за мене да дојдам во ова различна култура и да видам како тука се живее и како се студира. I choose Macedonia because I want to go out. И одбор в Македонија бидејќи ми звучи како екзотично место, бидејќи од Шпанија ми се понуди Македонија како избор за да го проведам мојот Еразмус еден семестар на страна. И јас ја одбор в Македонија бидејќи е поразлично од сите други опции што ми се нудат и мислам дека ќе биде одлично искуство за мене. And I want to do something different from the Кои се придобивките за странските студенти учесници на Еразмус Плюс програмата? Doing an Erasmus in Spain. Еразмусот во Шпанија е гледан како многу позитивна работа, бидејќи си стапена во допир со други култури и со други искуства. И многу фирми и индустријски комплекси во Шпанија преферираат луѓе кои што се биле на Еразмус. Освен странските и наши студенти се дел од оваа програма. Штипскиот универзитет преку Еразмус Плюс програмата соработува со над 360 европски универзитети.